Владата на Република Македонија потенцира дека основна цел при избор на нов јавен обвинител ќе бидат интересите на граѓаните на Република Македонија. Изборот на професионалец, односно личност од професијата со дигнитет и достоинство кој ќе го врати угледот на позицијата јавен обвинител. Ќе го почитува законот и уставот на Република Македонија и ќе постапува еднакво, непристрасно и одговорно во делење на правдата. И воедно ќе ја врати довербата на граѓаните во правосудните институции. Сакаме да ја кажеме како ќе тече постапката. Владата на Република Македонија на наредната редовна седница, најавена за вторник, 22 август, ќе постави на дневен ред предлог заклучок со кој ќе му предложи на Собранието на РМ да го огласи именувањето на јавен обвинител. Собранието на РМ по ова треба да распише оглас за кандидати за јавен обвинител во службен весник и во најмалку 2 дневни весника, од кои еден мора да биде на албански јазик. Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена од објавување на огласот во службен весник. По ова, Советот на јавни обвинители има рок од 15 дена од денот на прием на документите да даде позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати. Потоа постапката продолжува во владата, која на седница ги разгледува кандидатите, вклучително и мислењето од Советот на јавни обвинители, и треба да донесе одлука за еден од кандидатите, за кој претходно постои позитивно мислење од Советот на јавни обвинители. По оваа одлука, таа истата оди во Собрание на Република Македонија како предлог решение, а истовремено со незе се доставува и мислењето на Советот на јавни обвинители. За именување на јавен обвинител Собранието одлучува со просто мнозинство од 61 глас. Тоа е тоа. Доколку имате прашања, повелете. Колку време има владата за да избере кандидатот? Веднаш кога ќе го добиеме мислењето на прва наредна седница, тоа е точка на дневен ред. Со оглед дека се распишени изборите локални избори, по кој начин може да се бира на победител? Што туку го објаснив процесот како иде. Ќе бидат запазени сите законски регулативи на Република Македонија. Вака сега, постапката за тоа одев и во детали. Значи, во вторник на 22 имаме владина седница. Го доставуваме предлогот. Собранието има 15 дена. 15 дена, после тие 15 дена има и Советот на јавни обвинители. После тоа, повторно доаѓа во влада, ние ги разгледуваме мислењата и се носи одлука и истата се доставува во Собрание. Ова се законските рокови. Доколку има нешто што е вон ова, во рамки на изборите, како што прашувате, ќе биде дополнително проверено и ќе биде постапено, како што одговорив порано, во согласност со законските регулативи. Бидејќи велите дека Така? се запазуваат законските процедури, досмеки се цели, дали е соколно или не? Не реков така. Добро, значи, антикорупцијска следија дека не сме да се Одговорот на вашето прашање го даде председателот на Собранието на Република Македонија, господин Талат Џафери. Но рековте дека ќе видите се што е вон законските рамки, нема да се предпоставува. Ја прочитав постапката и реков дека ќе се запазат сите законски регулативи на Република Македонија. Ве молам да бидеме прецизни. Дали е законски ова се што го рекате? Ќе се запазат сите законски регулативи на Република Македонија. Благодарам на вас, повелете. Само момент, да ги истрпиме прво прашањата околу темава, доколку има, па ќе преминеме на други прашања. Колеги? Нема. Повелете само погласно, ве молам, слабо се слушаме. Во моментов немам одговор за вашето прашање, меѓутоа ќе провериме. Во текот на викендот службите не работат, ќе го добиете одговорот многу брзо. Ви благодарам.